Почитувани ја следите утринската програма на телевизија Ултра, време за денешниот разговор. Сдруженијето за култура и уметност Илјоантески смок од Тетово годинава слави два јубилеи, 95 години постоење и 70 години од името Илјоантески смок. По тој повод организираат низа активности за свечено одбележување на овие два јубилеи, меѓу кои промоција на монографијата Културно пулсирање низ времето. Мои гости утрово се председателот на Сдруженијето Хаџи Милорад Ѓорѓевски, како и авторот на монографијата Бранислав Светозаревиќ и рецензентот Јован Дамјановски. Најпрво да ви посакам добро утро, добре дојдовте во нашата емисија. Добро ви најдовте. Честитки за овие два јубилеи, ме интересира кој е рецептот за успех. Како ова здружение постои скоро еден век? Па рецептот е кај самите членови, самите ентузијасти, самите љубители на културата и на еден начин секогаш се наоѓало одредени лица кои што на еден начин ќе го покренат целокупното кормило и на тој начин обстојува веќе еден век. Така. Во рамки на активностите кои ги имате за одбележување на овие два јубилеи, споменавме и монографијата Културно пулсирање низ времето. Господине Светозаревиќ, што содржи монографијата? Тоа е една навистина многу содржајна книга, монографија во која се обидов да внесам што повеќе податоци за, би рекол, успешната приказна на ова здружение, кое со своите 95 години навистина заслужува еден респект, едно почитување и од науката, но и од сите љубители на уметноста, на љубители на музиката, на театарот и така натаму. Во неа се забележани сите успеси на многу генерации на тетовчани кои поминале низ тоа здружение. Тука се и големите награди и признанија. Например, Културно-уметничкото друштво Илјоантески смок во тоа време, да речеме, после Втората светска војна, ниже неколку врвни републички награди, први, втори, трети места. Или, например, Сребрениот пехар, што е добиен во 1929 година на пејачкото друштво Бинички за најдобар хор во Кралството Југославија, што навистина представува еден посебен успех за едно градче, да речеме од 17-18 жители во тој период. Тој успех не дошол случајно, затоа што хорското пеење во Тетово, организираното хорско пеење во Тетово, има 110 годишна традиција и сите оние инструменталисти, пејачи, хорски и црковни пејачи и така натаму се обединиле околу пејачкото друштво Бинички, кое за веќе првите 4-5 години од своето постоење забележало многу успешни концерти, забележано од тогашните музички критичари, за да веќе после 7 години го освои пехарот. И ако земеме предвид дека едно такво здружение има посетено преку 70 места низ Балканот, го пречекувале со фанфари по железничките станици, имало концерти во сите поголеми главни градови на Балканот, вклучувајќи ги, значи, тука се Белград, Сараево, Загреб, Букурешт, имале концерти во Солун. Може навистина да се каже дека се работи за еден од најуспешните пејачки друштва во Македонија, имајќи го предвид периодот кога тоа го постигна. Истото тоа или слично важи и за Културно-уметничкото друштво Илјоантески смок, кое го наследува
бинички, а во него преоѓаат и членови од предвоеното пејачко друштво Кирил Печиновиќ, така што тоа е еден успешен микс на докажани музички работници, педагози, диригенти, интерпретатори, солисти, ја проширува својата лепеза културна и со секции како што е драмската секција, потоа пејачката, рецитаторската и така натаму. Зависно од периодот во кој и какви услови имало, Сдруженијето има и некои своји падови во работата, но како што спомена председателот, навистина секогаш се појавуваат нови ентузијасти кои го воздигнуваат ова Сдружение и кое не прави навистина горди. Па и оние постарите, нели, што биле уште самите почетоци и потоа натаму, се уште се навраќаат на спомените, се уште можеби се и дел. Ме интересира како дошло до потребата во тоа време, во тој период кога навистина нели било тешко живењето во Тетово, да се формира вакво пејачко здружение, потоа Здружение за култура и уметност. Тоа се работи за 1922 година, значи период мощне брзо после Балканските Првата светска војна. Еден исклучително тежок период од 3 големи војни кои се одвивале на теренот на Македонија и кога дошол еден мирен период, се пројавила потреба меѓу младите, тоа било изблик еден на потреба за докажување и потреба од промена на начинот на живењето од феномените ала турка до ала франга, односно тоа значи промената од ориентален начин на живење во проевропски начин на живење. Една голема група на млади ентузијасти ја формираат Тетовската читална, младинска читална, и тоа јадро, замислете, од него ќе произлезат низа активности и од тоа јадро ќе излезат низа и плејада на луѓе и творци кои ќе остават длабоки траги не само во културниот живот во Тетово, туку и пошироко во Македонија, па и низ Балканот. Да подсетам дека таа читална не била само читална, не е место каде што само се поземували, се читале книги. Таму е формиран бинички, таму е регистриран и фудбалскиот клуб Љуботен, иако тој од 1919 постои, сепак регистрирањето на фудбалските клубови започнува од тој период, од прилика од 21-22 година. Тука се шаховскиот клуб, седиштето, јадрото прво. Тука се собирале првите новинари, значи ваши колеги. Тетово 38 година има клуб на новина, не замислете. Но кратче, малечко кое толку богат културен живот. Едноставно, градчето бликало од култура. Се што се случувало во градот, во недостиг можеби на некои медиуми и така натаму, луѓето сето свое битие и талент ги изразувале на најубав начин. Самиот тој клуб на читатели организирал и разни матинеа, кермеси, значи тоа се собири вечерни, утрински на млади луѓе, каде што се свирило, се формирале разни оркестри, се учеле танцеви, европски тогаш, слофокс, ламбертфокс, твист и така натаму. Се разговарало и за политиката. Од тука произлегуваат од тоа јадро и предавачи на првиот работнички универзитет, предавачи кои предавале по разни универзитети, па доаѓале тука, затоа што тетовчани во тоа време имаме
универзитетски професори кои завршувале на факултети низ цела Европа и за време на распустот доаѓале и држеле предавања од медицината, од културата, од науката и така натаму. Значи, во едни такви услови се создава пејачкото друштво Бинички, кое не случајно уште во првите години избива во врвот на хорското пеење во тогашното кралство Југославија. Како дошло до тоа здруженијето да го добие името Илиоантески смок? Тоа е исто многу убава приказна. Сите знаеме дека се работи за првоборецот Илија Антески смок. Тоа е неговото име и прекар, и презиме прекар. Човек кој јавноста го знае повеќе како многу храбар борец во Втората светска војна и кој оставил силни траги и пример на своите соборци и пример и ден денес во своето однесување. Меѓутоа, многу помалку го знаат како човек кој бил поврзан со музиката. Неговото име не е случајно поврзано токму и со ова здружение. Имено се работи за многу талентиран, музички талентиран човек, млад човек, кој знаел да свири на гитара, знаел да свири на виолина, имал многу убав глас, бил член на хорот Бинички и оставил за себе траги во своето кратко, неколку годишно членство во ова здружение, се до 1942 година, кога преоѓа во илегала. Ете, например, дури знам неговата виолина, пред да оди во партизани, му ја подарил на Јован Илиевски или Јоше Арко, познат меѓу теточани, исто член на Бинички, член на културно-уметничко друштво Илиоантески смок, многу истакнат нас сограѓанин, и тој долги години таа виолина е свирал на неа, инаку своевиден виртуоз, и ден денес чинам дека во тоа семејство се наоѓа и таа виолина. Се сеќавам дека ми раскажуваше пред многу години дека ете, јас одам, ти ја оставам тебе виолината да продолжиш. Значи, еден човек, Илија Антески смок, не е само храбар борец, туку и голем човек и уметник. И може би, уште на крај да кажам дека има една анегдота многу интересна со Драго Симовски, Драгулинка, тие биле генерација, тој живееше 90 години и е еден од моите позначени извори. Вели, како се случи да, кога го чекавме диригентот, тој ми раскажуваше како која ќе се ослободи Македонија и дека оваа црква каде што сега пееме, а тоа е црквата Кирил и Методи, ќе стане центар за култура, културен дом. А Драго му рекол, ова сега е црквата е стара култура. А кога ќе се ослободиме, ќе се направат посебни центри за култура. И ете, сакало така да биде, неговото име го носи и Центарот за култура во градот Тетово. Така, навистина убава приказна. Го споменавте преодот од Ала Турка во Ала Франга. Се чини Илиоантески смок здруженијето ја зачувала традицијата, го зачувала и тоа Ала Турка, да се памети. Тоа можеме да го видиме и во Распијани градови, емисијата од 70-тите, каде што членови од здруженијето ги пеат и тие стари тетовски песни, облечени се и во Ала Турка и во Ала Франга, за да се прикаже тој премин. Дали постојат други начини на кои се оживува тоа Ала Турка, Ала Франга, тој премин? Дали доволно се посветува внимание на традицијата и на сето она што постоело во Тетово? Па, еве, низ овие објавување на овие книги, монографии, потоа редовните
годишни концерти кои ги одржува Сдруженијето, негувањето и возобновувањето на старите тетовски игри, традиции и така натаму, сметам дека повторно имаме место каде што можеме да ја чуваме таа наша традиција, а Сдруженијето за култура и уметност или Антески смок, мислам дека е вистинското место. И еве апелирам до сите млади кои се заинтересирани да се јават на председателот во службите на Сдруженијето да се зачленат во овие секции и не само што ќе имаат таа благородна идеја да ги чуваат тие стари традиции на нашите предци, туку имаат можности да ги презентираат и надвор од нашата држава. Така. Господине Дамјановски, вие сте рецензент на многу монографии. Колку е значајна оваа монографија за нашиот град, но и општо за Македонија? Вака ќе почнем со големиот Достоевски. Тој вели дека за се сме одговорни пред себе и пред другите. Овие двајца луѓе, и председателот на Сдруженијето, и авторот доктор Светозаревиќ на рецензијата, на монографијата Културното пулсирање на градот Тетово во овие 95 години, направија напор да остават своја трага, вистинска трага на животот на Тетово во овие 95 години. Сакам да кажам дека оваа монографија представува мост меѓу тоа што било и тоа што сме денес и тоа што треба да бидеме утре во едината. Тоа значи дека ја посетуваме филозофската синтагма, дека се што имаме, колку имаме и можеме, толку повеќе сме должни на тие што беа пред нас. Во оваа монографија се зборува за многу генерации тетовци, кои што оставале своја трага во културниот живот на Тетово, што представува, како и секоја уметност, представува уметноста е за разубавање на животот. Се зборува за еден живот во кој нашиот народ се изградувал како свое битие народно и како фолклор и како музика, и сметам ќе беше неправедно ако не останеше забележено како публицистичко дело. Ја би сакал да кажам дека оваа монографија има голема стојност и може многу мине да се препознаат во неа. Например, јас би кажал дека бев еден од луѓето кои што во војниот период учествуваше во работата на ова друштво, па и целото моје семејство, и татко ми, и мајка ми, и жена ми после тоа. И сакам да кажем исто така дека беше начин не само на уметничко изразување, на културно изразување, туку беше начин таму да се собереме и со својата младост и да освојуваме и друга младост. Така да на таков начин во нашиот град создававме една клима, една културна атмосфера, едно пулсирање на животот, кое не смееше да остане незабележено. Веднаш да кажем дека идејата и на председателот Аџи Милорад Ѓорѓевски на Сдруженијето, а посебно на докторот Бране Светозаровиќ, кој што со својата монографија од Ала Турка до Ла Франга остави голема вредност, голема трага на животот во Тетово и не знам како може да му бидеме благодарни за таква активност, зашто на таков начин покажуваме дека колку сме должни према својот народ, према животот, према историјата, зашто треба да се препознаваме вистина и во минатото, но тоа значи препознавање и на денешницата и на иднината. Веднаш да кажам дека како рецензент сметам дека оваа книга има стојност, има една публицистичка вредност и верувам дека во оваа книга не можело се да се забележи, туку остануваат и многу други можности да го запишеме тоа што беше живот, тоа што не препознава во минатото, но и во денешницата и во иднината. Така, верувам дека во ова скоро еден век нели се случувале многу работи, многу активности, да се надеваме дека историјата ќе се пишува и понатаму и дека уште многу векови ќе продолжи да постои ова здружение.
Господине Ѓорѓевски, промоцијата на монографијата, исто така и фотографска изложба со истиот наслов, нели културно пулсирање низ времето, ќе биде на 16 мај со почеток во 18 часот, а потоа следува и свечен концерт. Да разговараме малку околу ова. Што ќе се случува, што ќе имаат можност гледачите, публиката да погледне тој ден? Публиката ќе има можност големо уживање, бидејќи со самиот влез во самиот Центар за култура Илјоантески смок веќе ќе биде поставена изложбата и во самата таа изложба доста од нашите граѓани ќе се препознаат и себе си, а исто така и своите предци и семејства. Да во тој момент ќе биде свечено отворена таа изложба и веднаш со самото свечено отворање веќе ќе биде и промовирана и монографијата Културно пулсирање низ времето, каде што автор е нашиот доктор Бранислав Светозаревиќ. После самото тоа одбележување веќе имаме свечен концерт со една културна програма. На самата таа културна програма ќе настапи хорот и пејачката група Илјоантески смок, потоа ќе настапат игрорците, најмалите игрорци на фолклорниот ансамбл Илјоантески смок. Тука имаме гости каде што ќе настапат и трите наши убави девојчиња од групата Шербет. Тука се и нашите традиционални музичари од двата оркестра. Едниот е на народни песни, а другиот е на народни игри, на водителите Мите Стојчевски и Зоран Грковски. Инако, на вечерта на крајот ќе ни биде посебна чест, каде што ќе ни удостои и македонската музичка икона од звездите на Грант, Филип Божиновски. Така да на еден начин вечерта ќе ја прославиме достоинствено, а исто така и ќе го одбележиме овие два големи јубилеи. Богата програма ќе уживаат етовци во една вечер посветена на традицијата на нашиот град, на традицијата на самото здружение. Активностите продолжуваат и утре дента со положување на цвеќе, нели пред споменикот на Илјоантески смок. Точно, во 11 часот положуваме цвеќе во местноста Два Бреста и со тоа ја заокружуваме оваа активност, но воедно не останува на тоа, бидејќи продолжуваме со наредни активности, бидејќи преку целата година ќе ги имаме доста културни активности од нашето здружение, така да на еден начин на 30 мај веќе имаме третиот меѓународен фолклорен фестивал, каде што ќе бидеме и домаќини на една наша заедничка братска културно друштво кое што е од Закопане, Полска. Така да и нашите граѓани можат на 30 исто во Центарот за култура да уживаат со една друга култура од Европска унија, Полска, каде што на еден начин и они имаат богата културна традиција, да на еден начин се судрат, а покрај тоа ќе има и одредени културни уметнички друштва од Република Македонија. Тоа веќе на почетокот на 6 месец сме гости на Градското културно уметничко друштво во Гостивар, заедно со Културно уметничко друштво од Бугарија, така да веќе овој период дури ученициве учат, ја заокружуваме и веќе се подготвуваме од септември со нови активности. Така.
Во минатото многу граѓани на Тетово сакале да учествуваат во овие активности на Сдруженијето. Каква е ситуацијата сега? Колку денешните млади сакаат да и се посветат на традицијата, на тетовската традиција, на тетовските игри и песни? Па видете, некако по традиција најмалите се доста заинтересирани. Но во едно веќе кога ќе преминат во периодот во средно училиште и факултет. Така, периодот на пубертет, кога... Точно, тука децата од нашиот град некако немаат некој интерес, а бидејќи тој период е најубавиот период баш точно за нив, каде што ќе имаат можност за да бидат и еден вид амбасадори и на општинава, и на Република Македонија, ни целиот свет. Тоа е најубавото дружење, најубавото шетање. И јас давам голем апел да на еден начин се пријават и дојдат, и мислам дека на еден начин ќе бидат презадоволни, пресреќни и ќе се памети доста и доста години од нивното творење во нашето здружение. Инаку, како податок, од 2011 до ден денес имаме 445 членови. Тоа покажува дека интересот се уште е голем, Тетово град со традиција, со културна традиција, и тоа продолжува и понатаму. Господине Светозаревиќ, господине Дамјановски, бидејќи постојано во вашата кариера нели сте истражувале за Тетово, за нашата традиција, за нашата култура. Колку е важно сето тоа да продолжи и понатаму? Културата е белегот на животот. Културата е белегот на народот. И всушност само културните оставнини се оние кои нас не докажуваат низ вековите. И за тоа важи за сите народи во светот. Кај да одите, секогаш домаќините ви упатуваат во музеи, ви упатуваат на концерти на традиционална музика, ви упатуваат на места каде што има стара архитектура. Значи, не постои друг начин и не постои поубав начин од представувањето со културата. Тоа е она што не прави да бидеме тоа што сме. И така и ќе остане и во иднина, и токму затоа сето она што некој од нас ќе го остави како белег, останува за секогаш. И тој не може ни да се побие, нити да се уништи, ниту да се промени. Сите лесно препознаваме, дури еве и на Балканот, кај што имаме слични народи, лесно се препознава која песна, чива песна. Еве една анекдота, само мала дигресија. Едни бугари во Софија ми кажа, вели, одевме во Романија на екскурзија и вика, запеавме некои песни од Македонија. И тие не прашаа, вие македонци сте? Значи, романците, иако немаат сличен јазик на нашиот, они ги препознаваат македонските од бугарските, ги разликуваат песни. Значи, тоа е нешто што едноставно остава неизбришливи траги. Тоа е нашиот печат, тоа е нашиот лик, тоа е нашата лична карта. Така. Господине Дамјановски, дали би додале нешто? Еве, со културата не се препознаваме само во минатото. Со културата треба да се препознаваме во сегашноста и во иднината. Но, за да видиме одговорни пред сопствениот живот, повторувам, треба да оставаме траги за нашите активности. За активностите во општествениот живот, тоа ќе биде знак за наше препознавање. И не само во минатото, туку и во иднината. Па во таа смисла, сакам да кажам дека уште еднаш да потврдам дека активностите на Сдруженијето Илионтески смок покажуваат дека се уште имаме потенцијал и сила
да ја надоградуваме традицијата. Така. Имаме предци кои направиле многу, имаме на кого да се огледуваме и ние да продолжиме да го правиме истото, нели, и понатаму. Како председател на Сдруженијето, зошто сметате дека тетовци треба да бидат присутни на овие активности што ни следуваат, нели, на 16 мај, да присуствуваат на таа вечер? Па тетовци треба да бидат присутни, бидејќи со тоа ја покажуваме големината на културата, големината на уметноста, на традицијата наша, која е многу голем период. И сето тоа е лика и прилика што на еден начин се гордееме со нашето големо богатство. Ова е богатството на нашиот народ. И мислам дека секој граѓанин во себе и го носи она богато културно живење во различни периоди, а исто така да спомнеме и во овој период. Произлегоја доста големи млади кадри. Еве, јас се гордеем на моите кадри во Сдруженијето. Сакам да ги спомнам 4 врвни диригенти, кои што се со врвни титули и врвни успеси, почнувајќи од Љупка Стериоска, од Јасмина Ѓорѓевска, тука ни е од Фотини Георгијадис, исто тука ни е и драгата пријателка која што на еден начин од почетокот беше во нашето здружение Томоска Ристоска. Да, тука ни е најдобриот наш млад композитор Гоце Симоновски. Тука може да се прославиме со тројцата врвни режисери, почнувајќи од Левко Богдановски, тука е Игор Бачовски, тука е нашиот познат Гиге. Значи, тоа се стручњаци. Да спомнеме во односот на фолклорот, почнувајќи од почетокот, еден од најврвните стручњаци во тогашно време, некаде во 69-те години, тоа беше Цветко од Танец. После него дојдоа Ило Ајша, познатиот наш кореограф. После него веќе дојде Снежана Стојановска, позната повешта жена. После нејзе веќе беше Филип Милошевски. После Филип беа Гиго, Васе Гиго. Потоа беа доста членови на самото фолклорно друштво. И некаде во најновиот период беше едно од врвните кореографии од танец, Снежана Балканска. Потоа беше Миличевиќ од Етнос. Сега е голем кореограф, веќе врвен стручњак и во музиката, и во инструментите, а исто така и во кореографијите, ние Оливер Настовски, познат како Батка, инако еден од најпознатите членови на ансамблот Македонија. И да не спомнам уште многу врвни стручњаци, каде што ние во Сдруженијето се гордееме со сите тие лица кои што на еден начин дават огромна тежина за богатото културно творење во нашиот град. Јас би посакувам уште многу такви лица што и понатаму ќе прават да се гордеете. Ви посакувам уште еднаш, ви честитам за овие 2 јубилеи, уште многу вакви да се слават, да се надеваме дека ете тоа ќе опстои понатаму и оваа традиција тетовска што постои веќе години наназад, дека ќе продолжи, нели, да се твори, да се гради, она што било, да остане и понатаму. Гледачите ќе имаат можност сето тоа да го погледнат во живо на 16 мај, а имаа можност и да слушнат што ќе се случува тој ден, што ќе можат да видат, што ќе можат да слушнат, па оставаме, нели, да дојде 16 мај и да видиме што се имате подготвено. Јас ви благодарам на денешниот разговор, што бевте присутни тука, ете да им објасните на гледачите што се ќе се случува на 16 мај. Исто така и ние ви благодариме на позивот што не поканивте во вашата
телевизија. Благодаря. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор за подсетување на 16 мај во Домот за култура Илјо Антевски смок со почеток во 18 часот ќе се одржат низ за активности за одбележување на двата јубилеи на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок.